Токму така, Јована, добро утро повторпат на поинаква локација. Успеавме да стигнеме јас и колегата Јован Лесански. Тема имаме актуелна. Нашата локација ова утро следна е Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, каде што денеска и утре ќе се одржуваат работилници за стекнување иновативно знаење за современиот тренд и развојот на метеорологијата, како и промоција на алатка која што секако ќе биде добредојдена во однос на прогнозата на времето. Ова утро наш соговорник е професорот по метеорологија на Финки Владо Спиридонов. Добро утро, професоре. Непосредно пред почетокот на работилницата, благодарам за отстапеното време во утринската програма. Јас ви благодарам. Добро утро на сите гледачи на Македонската радио телевизија, на утринската програма, и нас ни просеава посебно задоволство што вие од Македонската телевизија, значи денеска ќе имате можност да ја промовирате и нашата најнова алатка, односно веб страна. Хераклит од Дефес рекол се тече се менува, во тој контекст и ние треба и да се менуваме и прилагодуваме на новото време, кое што секако во поглед на промените и унапредувањето не ја одминуваат ниту метеорологијата. Токму така убаво кажано, и историски метеорологијата се развивала, меѓутоа сега современиот развој на компјутерската технологија, новите иновативни технологии овозможуваат и да метеорологијата оди напред. Токму во тој поглед Македонија не е воопшто назад. Ова е еден пример како ние тимски, значи повеќе институции научни во соработка исто така и со другите институции од државата, успеавме да развиеме една иновативна алатка, една современа алатка која што е исклучително корисна за граѓаните. И за неа ќе проговориме малку подоцна, впрочем оние кои што не следеле и ги следеле нашите разговори во Македонија наутро, многу одамна слушнале за нотас, но ајде сега малку повеќе да им кажеме и на гледачите за работилницата. 2 дена се резервирани за работилница, кои ќе бидат предавачите, кои теми се ќе се отворат? Така. Работилницата има, значи, основна мисија е да се промовира современото компјутерска техника и компјутерите со високи перформанси во современата метеорологија. Предавачи ќе бидат, значи, експерти од Финки, значи од Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство, од Природно-математичкиот факултет и оние млади и талентирани студенти кои што веќе дипломираа на Институтот за физика при ПМФ, исто така и докторанти на факултетот Финки. Меѓутоа ќе имаме доста учесници и гости од надвор од Македонија. Посебно задоволство ни представува да кажам дека ќе учествуваат и представници од Светската метеоролошка организација, виден експерт кој што е директор во Светската метеоролошка организација за иновации и технологии, како и професор Корнелија Корачи, таа е директор на регионалната канцеларија за Европа од Светската метеоролошка организација. Меѓутоа ќе има и други експерти од други земји, например ќе има од Виетнам, од Центарот за управување со кризи, од Тајланд, од професорот од Аристотел универзитетот, и да не ги набројувам сите. Значи, зеде некако за работилницата една посебна димензија, иако нашите првични планови беа сосема поскромни. Ќе има што да се слушне и што да се види секако. Јас споменавте нотас, оние кои што ве следат на социјалните мрежи изминатиот период, знаат дека нотас ја потврди веродостојноста во однос на предвидувањето на метеоролошките појави и конечно еве ќе биде промовирана. Да, навистина, можеби чекавме малку подолго, меѓутоа тоа не е едноставен процес, од причина што се работи за многу комплексен систем, кој што се развива веќе од 2017 година, поточно веднаш после катастрофалната поплава во Скопје 2016 година, 6 август. Тимски работевме на оваа проблематика и сакавме да дадеме допринос во науката и науката да даде, академијата да даде свое место во сите оние општествено значајни сегменти, значи во општественото живење и во економското живење, посебно ова што настанува од аспект на катастрофи, за да граѓаните навистина можат да бидат информирани и сите оние што се и директно засегнати во полињата на своите работни места и така натаму, до секој граѓанин да добри информацијата во случај на невреме. Споминавте дека на работилницата покрај развојот на метеорологијата ќе се зборува и за инкорпорирањето, односно примената на овие алатки и кај нас. Колку да речеме примената на нотас во државните институции кои што се занимаваат со метеорологија ќе биде добре дојдена во годините кои предстојат? Па да, навистина ние ова не го работиме изолирано само за себе,
себе, значи реков како што кажав претходно, ова е од општествена корист, значи за сите институции алатката е добродојдена да се користи првенствено за оние што се надлежни со закон да издаваат значи рани предупредувања за временски непогоди, за Центарот за управување со кризи, за и сите останати институции, управата за хидрометеоролошки работи и сите оние во внатрешноста, односно локалната самоуправа, затоа што живееме во време на климатски промени и се позачестена ќе биде појавата на вакви екстремни состојби, меѓутоа тие ќе имаат и многу поголем интензитет од досега. Нотас секако даде рано предупредување за невремињата кои што ги имавме во државата изминатиот период. Професор, имаме се по некарактеристични годишни времиња со појави кои што оставаат сериозни материјални штети. Светската метеоролошка организација деновиве најави враќање на Ел Нињо. Што точно тоа ќе значи? Да. Убаво кажавте, Светската метеоролошка организација на 4 јули излезе со соопштение и во тоа соопштение се упатува на информацијата дека се враќа феноменот Ел Нињо. За сите оние гледачи, феноменот Ел Нињо представува климатски феномен, спаѓа во доменот, во рангот на оние климатски колебања, односно климатски променливости во еден сегмент, се јавува секој 2 до 7 години, кога е топлата фаза на загревањето на атлантските води во екваторскиот Пацифик, значи Пацифичкиот океан, доаѓа до појава на Ел Нињо феноменот, односно температурите на површинските значи води, на океанските води се многу поголеми од некои просечни температури. Тоа се рефлектира на атмосферата и понатаму таа температура во таква една фаза, односно таква една осцилација температурна, која што реков во кој ранг спаѓа, се јавуваат значи влијанија во интеракција со атмосферата и таа температура се распределува на целата планета и влијае на режимот на врнежи и на температури на целата планета. Колку директно нас во Европа ќе не засегне, бидејќи некаде читав дека и не е толку карактеристичен, односно не е толку ризичен, ајде да кажеме, за европскиот континент. Да, вие сте спремен метеоролог, очигледно, токму така, значи само читам, професор. Сепак информациите ви се релевантни. Значи, климатскиот феномен како Ел Нињо, иако научниците сега кажуваат, еве, например, дека 90% ќе има шанса за Ел Нињо до крајот на оваа година, само 10% се шанси дека ќе биде Ла Ниња, Ла Ниња е спротивна фаза кога имаме ладење на океанските води. Се тоа како се рефлектира, тоа не оди така брзо, постепено таа температура, односот на, како што знаеме впрочем, се распределува на целата планета, па така да во некои области имаме повеќе сушни периоди, како например во Индонезија и останати области, па имаме во одредени појаси, например во Јужна Америка, повеќе врнежливи периоди и така натаму. Сето тоа влијае на различни области, меѓутоа она што е загрижувачко е според научниците дека 60%, значи има шанси, а тоа се сепак излегуваат експерти од Метеоролошкиот центар во Англија, значи UK Met Office, во соработка со Светската метеоролошка организација, оние центри што работат на климатски модели, климатски сценарија и климатски предвидувања, дека тие 60% има шанси глобалната температура просечна на земјата да се зголеми, односно да дојде до некој ниво на 1,5 степени. Меѓутоа, сепак треба тука да се разбере малку со една поголема предострожност од причина што Парискиот протокол токму е тоа, он специфицира температура, значи во услови на глобални климатски промени и глобално загревање, да се контролираат, значи државите ги контролираат емисиите на стакленички гасови за да не надмине температурата 1,5 степени. Меѓутоа, ова соопштение од СМО во таа насока треба навистина со една предострожност да се свати, како што реков, затоа што според Парискиот протокол, тие температури, значи зголемување, оди долгорочно. Меѓутоа, ова сега што се случува со феноменот Ел Нињо, не е долгорочна промена на температурата, така да, иако има такви наговестувања, сепак, значи, треба тоа малку да се свати со една доза на задржаност. Од денеска се најавува почетокот и на топлиот африкански бран, кој треба да донесе сериозно високи температури. Што вели Нотас во однос на прогнозата? Што можеме да прочитаме, професора, од оваа карта во моментов? Во односот на бранот, што вие го наговестувате, да, се јавува, значи, поле на висок притисок,
постепено од северните делови на афричкиот континент. Тоа е барички гребен, односно центар појас, како што реков, или антициклон, кој што се простира и постепено врши топла адвекција над нашето подрачје. Така да, постепено, тоа акумулирање на топлина и загревање на приземниот слој на атмосферата, тоа нема да оди така нагло, меѓутоа гледаме дека секој од ден за ден стабилизирана атмосферата, нема ветер, не надмина, не напушти веќе оној невстабилен, да речеме, дел, меѓутоа сега постепено влегуваме во антициклонно поле со високи температури. Но, ќе оди тоа постепено, иако за викендот според проценките и на овие среднорочни временски прогнози од Европскиот центар, па и нашата институција која што е задолжена за временска прогноза УХМР, релевантно ги издава тие информации, сепак значи има доста влага во атмосферата и тој приземен слој кој има влага, гледате дека вечерите се баш и пријатни и утрата не се како во тропски ноќи кога температурата не се спушта по 20 степени. Така да ќе имаме топол бран, меѓутоа ќе треба да се следат временските информации, бидејќи пак Нотас овде упатува и во овакви топли атмосферски услови, односно гледате овде овој дел некако е празен и Нотас не дава никакви информации во однос на алерт, меѓутоа гледате кај Алпите, делот од Словенија и така натаму, во овие наредни денови, бидејќи ова е нешто најново што сакав за граѓаните да го промовираме, а тоа ќе биде денеска и промовирано на работилницата, е најновата, најсовремена, софистицирана веб апликација, веб страна, за секој граѓанин да може да го следи Нотас. Следи и мобилна апликација, каде што ќе може во секое место точно да се детектираат областите со нивои, со алерти, од 1 до 5 екстремно, и точно да се детектираат зоните каде може потенцијално на секој час. Ние не сме многу засегнати, меѓутоа гледам дека треба да се следи, ова е првичен приказ, анимација на Нотас, и тоа е веќе онлайн, работи на серверот на Финки, благодарение на колегите од Финки, на Клауд центарот и овој суперкомпјутер што го имаат, ние успеавме да на граѓаните да им подариме една, мислам, доста добра алатка, која што ќе биде и како алатка која што може да консултираат и колегите што непосредно се занимаваат со оваа проблематика. Знам дека ние како граѓани сакаме да бидеме информирани и сигурно сум дека ќе биде посетен и вебсајтот на Финки и ќе биде искористена Нотас, бидејќи за веродостојноста споменавме си ја потврди истата изминатиот период. Направени се бројни тестови во текот на овие неколку години, навистина интензивна работа. Тоа мора да се тестира, тоа мора да се следат сите овие современи трендови и текови, бидејќи има и други платформи, да не заборавиме, во Европа и во светот, меѓутоа Нотас ќе биде конкурентна, затоа што е единствена со ваков пристап и методологија, тоа ќе го објасниме денеска на работилницата, во моето излагање, тоа ќе биде едно научно излагање, и сакам да ги едноставно упатам сите граѓани, бидејќи ние не сме задолжени да со закон да деламе обврските, односно да најавуваме алерти, меѓутоа ако веруваат во оваа алатка да си ги следат информациите и посебно кога ќе биде развиена наскоро мобилната апликација, ќе имаат уште полесно бидејќи ќе имаат и сигнали на своите смарт телефони. Благодарам професоре за разговорот во Македонија наутро. Посакувам успешна работилница, а ние овој разговор ќе го продолжиме за некое време и во студиото 3 на Батава. И јас многу ви благодарам. Убав ден. Благодарам. Уште еднаш потсетуваме дека од денеска, нели официјално, кога ќе биде промовирана и Нотас, нашите граѓани ќе може да ја користат истата, односно на времено да се информираме за тоа што не очекува во однос на метеоролошките прилики, бидејќи особено па летниот период кога сакаме да патуваме, сакаме оваа информација однапред да ја знаеме. Јована?